Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода од нашата програма ќе ја завршиме со обработка глава 9 и ќе проучиме дел од глава 10 од книгата Дела. Најважниот настан во глава 9 е обраќањето на Савле кон Христос, и за таа случка размислувавме во претходните две епизоди. Сега ќе продолжиме да читаме за службата на апостолот Петар. Всушност, Лука известува за службата на Петар заклучно со глава 10. Потоа, неговиот фокус ќе биде насочен кон службата на Павле. Да ве потсетам на контекстот. Апостолот Петар се наоѓаше во Лида и беше повикан во Јопија, бидејќи таму една жена христијанка почина. Петар беше повикан да дојде во Јопија, затоа што оние кои го викнаа веруваа дека може да ја воскресне починатата жена со име Тавита. Стих 39. Петар стана и тргна кај нив. Кога пристигна, го одведоа во горната одаја. И дојдоа кај него сите вдовици, плачејки и покажувајки му ги ризите и облеките што ги беше правела Срна додека беше со нив. Зошто овие жени му ги покажуваа на Петар облеките кои Тавита ги правела? Предпоставувам затоа што тие немале доволно финансии за да си купат облека, а Тавита била вешта во правење облеки и на тој начин им помагала на вдовиците. Нејзината главна служба беше милосрдието, кое пак е дар од Светиот Дух. Стихови 40 и 41. Петар, откако ги истера сите надвор, падна на колена, се помоли, па се сврте кон мртвото тело и рече: Тавита, стани! И таа ги отвори очите своји, го погледна Петар и седна. А Петар тогаш и подаде рака и ја подигна. Тогаш ги повика светиите и вдовиците и им ја предаде жива. Петар го имаше дарот за правење знаци и чудеса, и ова воскресение е резултат на практикувањето на тој дар. Се разбира, Петар не беше единствениот кој го има тој дар. Во книгата Дела читаме како и апостолот Павле, а и други го практикувале овој дар. Но, според тоа што го читаме во Новиот Завет, ако добро се сеќавам, мислам дека само Господ Исус, апостолот Петар и апостолот Павле воскреснаа мртви луѓе. Другите апостоли и нивните соработници исцелуваа луѓе, изгонуваа демони и слично, но не воскреснуваа луѓе. Стих 42. И ова се разгласи по цела Јопија и мнозина поверуваа во Господ. А Петар престојуваше долго време во Јопија кај некој си кожар Симон. Со тоа доаѓаме до глава 10 од книгата Дела, во која ни е запишано обраќањето на римскиот стотник Корнилиј кон Господ Исус Христос. Да почнеме со читање на текстот, стихови 1 и 2. Во Кесарија имаше еден човек по име Корнилиј, стотник од така наречената италска чета. Тој беше благочестив и богобојазлив човек, заедно со целиот негов дом, изобилно му даваше милостина на народот и секогаш му се молеше на Бога. Ова е многу важен опис на Корнилиј. Лука не само што ни дава до знаење дека беше од нееврејско потекло, но тој беше богобојазлив, благочестив и милостив човек. Чисто само да ве потсетам дека неевреите беа многубожци, но за разлика од нив, Корнилиј имаше стравопочит од еден Бог, односно од оној Господ кој ги создаде небото и земјата. Тоа беше навистина ретка појава помеѓу неевреите во тоа време. Втората важна особина за Корнилиј е фактот што тој беше милосрден човек, односно им помагаше на оние кои се во потреба. Предпоставувам дека овој човек имал некакво познавање на Мојсеевиот закон,
во кој на израелците јасно им беше заповедано да бидат дарежливи и милостиви. Може би токму затоа Корнилиј беше милосрден и дарежлив човек, бидејќи сакаше да ја исполнува Божјата волја. Колку и да е добра и доблесна дарежливоста, таа не му помага на човекот да го добие или заслужи спасението кое Бог сака да му го даде. Како што ќе забележите во оваа епизода, и покрај тоа што Корнилиј даваше милостина, сепак тој се уште го немаше спасението, кое се добива само преку вера во Господ Исус, во неговата смрт и воскресение. Третата важна особина која Лука ни ја открива за Корнилиј е дека секогаш му се молеше на Бога. Ова беше човек кој многу сериозно си ја сваќаше својата вера. И покрај тоа што неговото познавање на Бог беше мало, сепак сигурен сум дека во пракса го применуваше тоа што го веруваше. Кога Лука вели дека секогаш му се молеше на Бога, тоа значи дека овој римски стотник постојано зависеше од Бог за се што му треба во животот. Стих 3. Еднаш, околу 9 час од денот, тој виде најаве ангел Божји, како доаѓа кај него и му вели: Корнилиј. Патем, пред да продолжиме со обработка на следните стихови, сакам да кажам уште нешто во однос на Корнилиј. Според тоа што го читаме во оваа глава, можеме да заклучиме дека не само што беше богобојазлив, но тој беше и човек со големо влијание. Да ве потсетам дека Корнилиј беше стотник во римската војска, што значи дека под негов авторитет имал 100 римски војници. Многу често, оние кои се на такви високи позиции во војската се сметаат за безчувствителни и силни мажи кои не се интересираат за духовните вредности. Но Корнилиј не беше таков. Тој беше свесен за постоењето на Господ и правеше се што е во негова одговорност да живее праведно пред него. Знаете, во посланието до римјаните, глава 1, стих 20, апостолот Павле вели дека Господ им се открил на сите луѓе и тоа го направил преку создадениот свет. Со други зборови, кога една личност ќе го погледне светот околу себе, таа може да свати дека Господ постои. Потоа, нејзина одговорност е да истражи и осознае и увиди кој и каков е Господ. Верувам дека Корнилиј го направил токму тоа. Всушност, сведоштвото на овој човек, фактот што и покрај тоа што потекнуваше од многобожечка култура, сепак имаше страв од Господ, е одговор на прашањето: што се случува со оние луѓе кои никогаш не слушнале за учењето, смртта и воскресението на Господ Исус Христос? Во оваа аудиопрограма јас често нагласувам дека единствениот пат до спасението е преку вера во Господ Исус Христос, неговите учења, неговата смрт и неговото воскресение. Но, што е со оние кои никогаш не слушнале за Господ Исус? Што е со оние кои никогаш не биле изложени на учењето на Новиот Завет? Тие луѓе не се без одговорност. Бидејќи врз основа на создадениот свет можат да осознаат дека Господ постои. Некои од нив, особено оние кои живеат далеку од цивилизација, можеби нема да имаат пристап до новозаветните списи, но Бог ќе ги држи одговорни не врз основа на тоа што не го знаат, туку врз основа на информациите кои за него им се достапни преку создадениот свет и моралниот закон во нивните срца. Значи, ако тие кои никогаш не го слушнале Евангелието, живеат во стравопочит кон него и се држат настрана од злото, верувам дека на судниот ден Бог ќе биде фер и праведен во светло на начинот на кој живееле.
патем Божиот план беше апостолот Петар да оди кај Корнилиј, за да му го проповеда Евангелието. Иако главниот повик на Петар беше помеѓу евреите, сепак Бог сакаше да му даде до знаење дека не треба да биде ограничен во своето разбирање, бидејќи Евангелието е радосна вест за спасение на сите луѓе, независно од нивната етничка позадина. Предпоставувам дека Господовиот ангел му се појавил на Корнилиј за време на молитва, а и дека ова било прв пат тој да се сретне со ангел. Забележете каква порака му пренесе ангелот. Стих 4. А тој го впери погледот во него и сиот уплашен рече: Што е, Господи? Тој му рече: Бог си спомна за молитвите твои и милостините твои. Ова не значи дека молитвите и милостините на Корнилиј служеа како заслуга за тој да го добие спасението, но факт е дека Бог ги вреднува тие нешта кога луѓето ги практикуваат. Преку своите молитви и милостини, Корнилиј ја практикуваше својата вера во Господ, иако не го беше чул Евангелието. Затоа Бог го прати Петар во неговиот дом, за Корнилиј да го слушне Евангелието, да поверува во Христос и да се спаси. Стихови 5 до 9. И сега прати луѓе во Јопија и повикај го Симон, кого го викаат Петар. Тој престојува таму како гостин кај некој си кожар Симон, чија куќа се наоѓа покрај морето. Кога си отиде ангелот што му зборуваше, Корнилиј повика двајца од своите слуги и еден благочестив војник, кој постојано се наоѓаа кај него, па откако им кажа се, ги прати во Јопија. Светиот Дух го подготви Корнилиј за средбата со Петар, но сега дојде време и самиот Петар да биде подготвен. Стихови 9 до 14. Утредента, додека тие патуваа и се наближуваа до градот, Петар околу 6 час се качи на рамниот покрив од куќата да се помоли. И бидејќи беше огладнел, сакаше нешто да јаде, а додека му приготвуваа, тој падна во занес и го виде небото отворено и некаков сад како слегува кон него, сличен на некое големо платниште, врзано за 4 краишта и се спушташе на земјата. Во него имаше секакви 4ножни животни, ѕверови, влекачи земни и птици небески, и дојде глас кон него: Петре, стани, заколи и јади. А Петар рече: Никако, Господи, зашто никогаш не сум јадел погано или нечисто. Немојте да мислите дека ова видение се однесува само на чиста и нечиста храна. Господ Исус сакаше да го пресведочи апостолот Петар и да го промени ставот на неговото срце во однос на тоа што е чисто, а што е нечисто. Конкретно, тој сакаше Петар да свати дека не постојат чисти и нечисти луѓе. Тоа го дознаваме од стиховите 15 до 20. И повторно дојде глас кон него: Она што Бог го очистил, ти не го сметај за нечисто. Тоа се повтори 3 пати, а садот пак се крена кон небото. И додека Петар беше во недоумица што значи тоа видение што го виде, ете ги луѓето испратени од Корнилиј, кои откако се распрашаа и го најдоа домот на Симон, застанаа пред портата. Тогаш повикаа и прашаа: овде ли гостува Симон, наречен Петар? И додека Петар размислуваше за видението, духот му рече: ете, те бараат 3 луѓе, туку стани, слези и оди со нив, не размислувајќи ништо, зашто јас ги пратив. Симон Петар тргна кон Кесарија, без да поставува многу прашања. Стихови 21 до 25. Штом слезе кај луѓето испратени од Корнилиј кај него, Петар рече: јас сум тој
кого го барате? Зошто сте дошле? А тие му одговорија: стотникот Корнилиј, човек праведен и богобојазлив, познат по своите добрини меѓу сиот јудејски народ, прими заповед од свет ангел да те повика во својот дом и да ги послуша твоите зборови. Тогаш Петар ги повика внатре и ги нагости, а утрината стана и отиде со нив. Со него заминаа и некои браќа од Јопија. Следниот ден тие пристигнаа во Кесарија, а Корнилиј ги чекаше, повикувајќи ги своите роднини и блиски пријатели. Додека Петар влегуваше, Корнилиј му дотрча во пресред, падна пред нозете негови и му се поклони. Корнилиј беше со нееврејско потекло, но сепак во него имаше богобојазливост. И покрај тоа, кога Петар дојде кај него дома, Корнилиј му се поклони. Предпоставувам, помеѓу нееврејските народи, тоа било обичај на така наречени големи и важни луѓе да им се покаже почит на таков начин. Стих 26. А Петар го подигна и му рече: стани, и јас сум само човек. Со овие зборови Петар сакаше да му каже на Корнилиј: јас и ти сме исти, двајцата сме луѓе, не треба да ми се поклонуваш. Колку би сакал денешните свештеници да го имаат овој понизен став и да не бараат или очекуваат луѓето да се поклонуваат пред нив. Стихови 27 и 28. И така, разговарајќи со него, влезе внатре, каде што најде мнозина собрани, и им рече: вие знаете дека на човек јудеец му е забрането да се дружи или да оди кај човек од друг род. Но мене, Бог ми покажа ниеден човек да не го нарекувам поган или нечист. Со други зборови, Петар им вели на гостите на Корнилиј: да бидеме реални, јас, поради мојата еврејска позадина, не се дружам или одам на гости кај луѓе кои не се евреи. За мене, неевреите беа нечисти луѓе, но Бог ми покажа дека не треба така да ги гледам нештата. Ми се допаѓа искреноста на Петар, иако можеби била малку навредлива за Корнилиј и неговото семејство и неговите гости. Во следната епизода ќе размислуваме за проповета на Петар и како Светиот Дух делуваше во срцата на луѓето кои беа собрани во тој дом. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.